Добро утро во Македонија. Наутро му посакувам на академик Божин Павловски. Тој е еден од најпознатите и најплодните македонски писатели. Еден од најдобрите раскажувачи на македонската книжевност и култура. На самиот почеток, академик Павловски, сакам да ви ја честитам наградата 23 октомври и да ве прашам што оваа награда значи за вас. Па да ви кажам, едно големо внимание на татковината кон мојот јубилеј 65 години од дебитирањето во книжевноста. Јас дебитирав во книжевноста 1960 година на полни 18 години. Од тогаш, до сега, работев на тоа книжевно поле и ова е еден вид убава сатисфакција за мојот книжевен труд. Автор сте на многу романи, книги, збирки со новели и раскази, богат творечки опус. Сега, има ли нешто што кај вас буди посебни емоции? Некое дело? Па сега, да ви кажам, јас создадов 24 романи и други раскази, новели, записи и така натаму, сценарија за филм. Меѓутоа, мене најмила книга од секогаш ми била Вест Ауст. Според Вест Ауст се сними еден навистина култен филм во режија на Столе Попов, се викаше Австралија, Австралија. Тој филм на Белградскиот фестивал филмски 1976 година ги освои сите Гран При награди. Награда Гран При за сценарио, награда Гран При за камера, награда Гран При за режија и за комплетно остварување. Тој филм мене ми остави силен впечаток, бидејќи беше поврзан со еден сегмент од моето творештво. Тоа беше феноменот наречен диаспора. Од каде црпите инспирација за вашите дела? Па сега јас, да ви кажам, уште од млади години бев заробеник на библиотеките. Негде во својата 16-17 година се запознав со творештвото на најголемиот романсиер и денеска го смета за најголем романсиер на светот, тоа е Достоевски. Јас го прочитав Достоевски во младоста, негде кога станав полнолетен, веќе го познавав неговото дело. Во тој период бев обседнат и со книжевните вредности на еден Чехов, на еден Балзак, на Албер Ками. Тоа беше мојата почетна инспирација во книжевноста. Потоа се разбира, јас решив да црпам инспирација од животот, а не од книгите. И така си дозволив себе си да имам бурен живот. Тешко ли е тоа што е внатре во вас да го преточите, да го ставите на хартија? Речи си, секој роман јас го преработувам 6-7 пати. Има некои книги, како на пример Светлешкиот поток, кој го работев дури 9 пати. Го преработував, бидејќи тој беше специфичен роман. Феноменот наречен Чија е Македонија? Тоа беше една меѓународна расправа на интернет во социјалните простори, која привлече негде околу 10 милиони полемичари на светот. Чија е Македонија?
И тој роман мене ме обседна, јас го работев главно во едно градче што се вика Пела Сити во Америка, во држава Ајова, и го следев полемичкиот однос на светот кон темата чија е Македонија. И тој роман мене ми го разори просто животот, толку беше тежок за работење, затоа што светот не мисли како нас за многу работи, затоа ние имаме проблеми во светот, една контроверза наречена Македонија. И кога романот излезе во македонскиот простор, јас го нареков Светлечкиот поток, од почит кон својата нација, својата татковина. Меѓутоа, ако дојде да се објавува на англиски јазик, тој главниот уредник не може овој роман да се вика Светлечкиот поток, Shining Creek. Мора да се вика Shadow of the Name, сенка во името. Тој роман ми создаде големи проблеми и се надевам дека некогаш и ќе го разберат повеќе нашите читатели. Богат творечки опус, многу дела. Остана ли нешто недоречено, некажано, што е следно на што ќе работи академик Павловски? Работам на еден роман кој што би требало да биде круна на моето творештво. Сега малку слаб сум со видот, меѓутоа се трудам да го завршам. Се надевам идната година да го завршам тој роман. Академик Павловски, посакувам многу добро здравје, за уште многу романи да напишете, што ќе ги чита домашната, но и странската публика, бидејќи вашите дела се преведени на повеќе странски јазици. Благодарам многу. Не е многу романи да го завршам, овој роман доста е. Благодарам многу. Благодарам и вам што ни бевте ова утро гостин на Македонија наутро.